Видете сега, секој оној кој што е 100% сигурен во својата невиност, ќе направи се да биде присутен на судските рочишта и да ја докаже својата невиност. Во спротивно, предпоставувам дека ќе си наоѓа изговори за да не доаѓа на судските рочишта. Мислам дека ваквите обиди за одлагање, ова, како и она кое што беше на претходното рочиште, кажуваат многу. Што кажуваат, лажна медицинската документација? Не сметам дека медицинската документација е лажна, тамам работа. Сметам дека сите сме возрастни, секој може сам за себе да си процени. Дали исто тоа важи и кога ви одлагавте рочишта? Рочиштата не беа одлагани никогаш поради нас, во ниту еден случај. Веројатно погрешно сте информирани. Не на почетокот поради болест на Не е точно. на Пендиков не доаѓаше Не е како? точно. Рочиштата никогаш не беа одлагани по наша вина. Никогаш. Првото рочиште немаше услови да се одржи поради други причини, а на второто рочиште веќе се започна со изведување на материјалните докази, каде што беше пуштена и видеоснимката од надзорната камера, која што сите ја гледавме. Но и на Кажете ми, наредното вашиот нема клиент да дали е дојде, да. безбеден сега? Само еден по еден да мога. Дали вашиот клиент е безбеден сега? Па се надевам дека е безбеден. Зашто се не треба да знаете? Па, видите вака, јас не сум ниту орган на прогон, не сум ниту обезбедувач, јас го застапувам како адвокат сега. Дали е безбеден или не, не знам. Он добива се уште закани, Од кого? Пријавивте ли некогаш? добива од повеќе лица добива закани. Пријавивте? Мислам дека има пријавено во полиција.